Вести Плюс на Канал 5 во фокусот здравствените политики. Мој соговорник за денеска е министерот за здравство Сашо Клековски. Ви благодарам што сте дел од Вести Плюс. Благодарам за поканата. Ќе проговориме и за хидричната епидемија во Гостивар, и за случаите со тешка форма на западно-нилска треска, и општо за здравствениот систем и идеите за целосна регионализација, но би започнала со овој актуелен случај, би го нарекла, со 19 годишна жена што по втор царски рез останува во инвалидска количка според семејството по лекарска грешка. Кажавте дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат излегува на терен, потоа ќе има стручна комисија. Може ли првични индиции да кажете за овој случај? Има ли можност за лекарска грешка? Значи, прво да кажем дека сме целосно посветени на заштита на правата на пациентите, за заштита на нивното достоинство и соодветна здравствена заштита. Целосно сме посветени да случајот биде истражен од почеток до крај и поради тоа побарав надзор врз 3 здравствени установи: Општата болница Струмица, Клиничката болница Штип, каде што извршен порагиот. Во првата болница е водена бременоста, и третата болница Универзитетската клиника за неврологија, каде што е примена на пост третманот како се случиле проблемите со параплегијата. Оно што бара овој случај внимателност заради двете страни. Прво, заради достоинството на пациентката, и второ, заради заштита на здравствените работници, се дури не се дознат резултатите од истражувањето. ДСЗ работеше за време на празникот. Се веќе завршени прегледите во Струмица Штип. Вчера и денеска се работеше на клиниката за неврологија. И во меѓувреме ги започнав подготовките за формирање на комисијата за стручен надзор, која ќе сочинуваат 5 стручници: гинеколог, анестезиолог, невролог, неврохирург и неврорадиолог. Фокусот е на невролошко-анестезиолошки дел, ако можам да кажам, бидејќи спрема наводите тука може да постои проблем. И аз не би сакал да давам стручни толкувања дали е повредата во ова или таа висина на столбот, меѓутоа одговорно тврдам дека сите работи ќе бидат земени во предвид, од водењето на бременноста до сегашниот третман, бидејќи имаше поправки на сегашниот третман, и тоа ќе го констатираме најбрзо што можеме, иако се годишни одбори, ќе се работи за време на овој период. Кога има вакви случаи со лекарска грешка, обично претходните министри секогаш најавувале дека ќе биде споделено тоа мислење со јавноста, затоа што тоа е првично упатено до министерот, и министерот го побарува. Ќе биде ли овој пат така или не? Во основа, да, стручниот надзор ќе биде споделен, со тоа што ние можеме да водиме сметка за заштита на пациентката, бидејќи јавно објавување документи од прегледи, сомнежи, слично, не секојаш водат кон добробит на пациентката. Така да, мислам, треба да се извагат тие работи. Стручниот надзор ќе биде извршен на највисоко можно ниво и ќе бидат искомуницирани сите затекнати пропусти или незатекнати од водење на бременноста до сегашниот третман.
Одиме на хидричната епидемија во Гостивар. Каква е моменталната состојба? Дали институциите одговорија на време? Ве прашувам затоа што на една од вашите пресконференции најавивте дека ќе има внатрешна контрола во самите здравствени институции, значи станува збор за нешто што е надвор од истражните органи, односно органите на прогонот. Започнавте со таа постапка, кога ќе има резултати и кога ќе споделите што научивме од ова? Да, во основа сега влегуваме во излегуваме од акутната фаза. Веќе можам да кажам дека сме влезени во нормален период. Зошто говорам нормален период? Затоа што бројот на првојавени пациенти се движеше од 40 до 80 овие неколку дена. Морам да кажам дека нормалната предепидемиска појава на стомачни проблеми со диареја, со повраќање се движи меѓу 25 и 100. Значи, зборам за претходните историски податоци. Епидемијата нема да заврши се до оној момент до има сомнеж и не се отстрани сомнежот дека има случаи поврзани со користење на водата. А што се епидемијата по епидемијата? Има ли таква можност? Не, во овој момент нема дополнителни појави. Секако цел време се настојува да се прават пријавите за заразни болести и да се вршат епидемиолошките анкети и најдобрите епидемиолози во Центар за јавно здравје и во Институтот за јавно здравје ги анализираат тие податоци. Во однос на Значи, ние влегуваме во една нормалност, бидејќи бројот на заболени како во август минатата година, условно да кажам. Меѓутоа, епидемијата ќе заврши во овој момент кога ќе нема епидемиолошка поврзаност со водата и затоа треба да почекаме. Сакам да ве прашам во однос на одговорноста, бидејќи времето ни е кратко, а опозицијската СДСМ бара одговорност од вас, односно повика обвинителството да започне истрага против премиерот и вас како министер за здравство, бидејќи тие велат дека не требало воопшто техничка вода да биде пуштена, бидејќи има бактерија и сега они тоа го темелат на здравјето на граѓаните, односно загрозување на истото. Чувствувате ли одговорност? Значи, јас ќе замолам опозицијата конечно да го дефинира кривичното дело што сум го сторил, да подготви кривична пријава, да ја поднесе во јавното обвинителство. Јас ќе се јавам да дадам изјава во јавното обвинителство веднаш кога чим опозицијата, односно конкретно СДСМ, ќе дефинира кое кривично дело сум го сторил. Вака изјави на пресконференци без дефинирање кој закон, која регулатива е поведена и со што сум го сторил кривичното дело е само лош политички маркетинг. И јас одговорно тврдам дека и јас како министер и министерството соодветно реагира и тоа сега по стишувањето на акутната фаза имаме доволно време да го направиме анализа. Експертскиот тим од министерството работи на 717 анализата предвидена за реакции во има стандарди за реакции во епидемии. Во основа се имат изјаснато сите здравствени установи вклучени. Сакаме хронологијата да ја споделиме со другите надлежни институции, во случајов АХВ и ЦУК, за да они надополнат во хронологијата и тоа ќе го објавиме. Знам дека рокови не сакате да давате, меѓутоа може ли да се даде временска рамка од оваа дистанца, бидејќи се прават проверките, кога ќе добијат чиста вода, Во основа питка? до крајот на годишните одмори анализата ќе биде објавена. Што значи тоа до крајот на На годишните? 20 август. 20 август. Добро. Сакав, бидејќи кратко ни е времето, а ме интересира, бидејќи вие имате искуство, секако бевте директор, ги знаете состојбите од перспектива на финансиите или парите. Меѓутоа, што затекнавте во кабинетот кога влеговте и често говоревте на вашите пресконференции дека не ни требаат празни ѕидови ако немаме специјализација и кадар за работа. Во која насока во тој дел ќе се ангажирате и како тоа ќе функционира на дел? Во основа, јас не сум личен министер, јас сум министер во владата на Македонија. Владата има своја програма и таму се дадени проектите и приоритетите. Врвен приоритет е завршување на клиничката болница
Штип, како и двете други болници уфатени во тој дел, и подобрување на условите за работа во Клиничкиот центар Скопје, меѓутоа и другите болници. Продолжуваме со зголемување на бројот на здравствени работници. Значи, пред неколку години пред короната имаше 20.000 здравствени работници во јавното здравство, 24-та дочекавме со 18.000, 25-та зголемивме на 18.900, сега вработуваме 300 нови млади специализанти. Се надевам конечно ќе се дозаврши процесот на вработување на договорците, пошто лично сметам дека никој не смее да работи, а посебно не во здравство, на договор на дело. Да, меѓутоа, овие се само формални бројки. Јас сакам да ве прашам кога бенефитот лично ќе го почувствуваат граѓаните. Што е првото нешто што ќе кажете како министер сте го направиле, меѓутоа се чувствува како пациент во болница граѓанин од кога ќе влезе? Мислам дека првото што го направив како директор на Фонд за здравство, што ќе биде еден од приоритети сега, е подобрување на пристапноста на лекови. Ние имаме катастрофална состојба во однос колку граѓаните плаќаат од џеб за лекови. И тоа е врвен приоритет и тоа планираме понатаму да го работиме. Јас го најавав тоа како директор, сега можам да го потврдам како министр. Ќе има натамошно проширување на позитивната листа со лекови кои се во модерни и се поголемо оптеретување за буџетот на граѓаните. Бидејќи мораме да најдеме начин да се фокусираме на почетокот, а не само на крајот. Ја често говорам, зградите и капиталната опрема е популарна кај политичарите заради фото можност, меѓутоа во основа нас е потребно да спуштиме што повеќе од здравствените услуги на почетното ниво. Тоа ги вклучува и пристапот на лекови без кои се наменети или за превенирање на состојбите или за спречување на компликации. Нема да биде едноставно, има објективни проблеми, меѓутоа работим на тоа. Соодветен фокус ќе биде и подобрување на состојбите во Клиничкиот центар. Да, ние веќе работиме на нов, меѓутоа до новиот мора да има подобри услови, вклучувајќи и услови за закажување и за чекање во Клиничкиот центар. И сето тоа мислам дека можеме да го завршиме наредните 6 месеци, да имаме нови лекови на позитивна листа и да имаме видливи подобрувања во Клиничкиот центар. Другите работи се структурни. Недостатокот на анестезиолози, недостатокот на радиолози, не можеме да го решиме од денеска за утре со најдобра волја, бидејќи станува збор за специализации со 6 години и слично. Морам да кажам дека експериментот со приватните специализации направен во 2018-2017 не ги даде посакуваните резултати, односно не се запишува приватни специализации што нас ни се потребни, туку тоа што докторите го сакале. Така да сега повторно имаме многу кардиолози, многу пластична хирургија, а малку патологија, малку анестезиологија, малку радиологија. Би сакала еден осврт да направиме во однос на листите на чекање. Специализациите и така како имаше вашиот претходник една идеја во однос на парамедикс, не знам вие дали го поддржувате тој реформата меѓутоа колку тоа паралелно со листите на чекање, затоа што тој ги прегледуваше и внатре во болниците се чистеа листите од работна група, до каде е тој процес? Значи, итната помош е пред позначена реформа, надвор купувањето на нови возила, се купувале возила и претходно, ама не се смениле состојбите. Таму треба подлабока реформа со измена на повеќе закони, формирање на независна итна медицинска помош и многу поголема ефективност. Во однос на листите... Да, сега тие работат со 5 екипи на терен, реално и според европските стандарди сме многу назад во однос на стандардот и задоволување на потребите на граѓаните. Да, меѓутоа со воведувањето на парамедици место лекари, докторите да се ослободат за работа во ургентните центри
и во другите здравствени установи, мислам дека ќе ја подобриме, ама барај друг тип на реорганизација и подобра координација на национално ниво, бидејќи ако во моментот нема доволно екипи во едно место, може би има неангажирани екипи во друго место, слично како со болниците. Се преоптеретени одредени болници, се помалку оптеретени други болници. Во однос на листите за чекање, во основа од моите анализи претходно и за замена на колк и за катаракта, не се толку проблем на листите на чекање, пошто времето на чекање е споредливо со понапредни земји од Македонија. Проблем е транспарентноста на листите за чекање, односно да знаете дека кога ќе ви дојде редот, ќе дојде редот. Ние во моментот имаме затајување севкупно на системот на закажување на термини и мислам дека тоа мора да биде во направено, коригирано во многу скоро време. Не може цела држава да биде на приоритетни упати со нефункционалност на закажаните термини, посебно со слабо функционирање на превентивните програми, каде што огромен број термини пропаѓаат. И тука ќе треба промени и на другата страна, кај граѓаните, не само промени во здравствените власти, бидејќи мораме да градиме свест дека капацитетите се тие и мораме тоа што го работиме, нови пари нема да се случат уште 1 милиарда плюс во здравството. Значи мораме да работиме тоа што го имаме во моментот подобро да го искористиме. Има просто за подобрување кај нас, меѓутоа и одговорноста на другата страна во однос на закажувањето. Ке ги погледниме моделите за транспарентност на листите, да не бидат тие во тефтерчиња, и ќе работиме на тоа. Нема да биде едноставно, меѓутоа очекувам соработка од здравствените работници и од пациентите. Кажете ми, во однос на актуелната состојба со Западна Нилска треска, ќе се навратам на тие актуелни состојби. Во моментот имаме повеќе од 10, колку што знам, 16 суспектни и потврдени на тешка форма на болеста. Одговара ли соодветно системот и колку е сериозна состојбата? Прво, сакам да кажам дека некои факти може да ги гледате вака или така. Например, имаше одредени коментари дека сме први по западно-нилска треска во откривањето во Европа. Можете да се смеете на тој податок, меѓутоа може да кажете дека овие здравствени установи успеле да детектират и диагностицират нешто што е појава од 0,5 или на 100.000 жители. Едниот пациент со зика што е диагностициран е 0,05 на 100.000. Значи, сакам да кажам дека нашиот здравствен систем има капацитет да диагностицира многу ретки состојби. Тоа се однесува на западно-нилската треска, се однесува на маларијата, кај што претходните 2 години немаше случај. Оно што сакам да го кажам дека треба сите малку поодговорно да се однесуваме во однос на болестите. Говориме за граѓаните или за институциите? И на граѓаните, во однос на тие што се стекнати надвор од Македонија. Значи, зборам, после 2 години немање маларија, имаме 4 случаи на маларија, има 3 случаи на денга и 1 на зика. Да кажам дека не треба да се опуштаме пред да патуваме, посебно во зоната Индискиот океан, Занзибар, Малдиви, например, како 2 одморалишта, едното и други луксузно летувалиште. Да, ама тука да прашав и на пресконференцијата за профилаксата. Кај нас не се достапни, а сепак препоракате и според СЗО и нашите експерти велат земајте ако патувате таму. Центар за јавно Кога ќе ги имаме ние прашањето Центар за јавно здравје врши набавки за профилакса и вакцини за тоа што Светска здравствена организација препорача. Значи, секој треба на време. Мислам, патувањата за Занзибар не се случуваат од денеска за утре, се случуваат со месеци планирање. Мислам дека секој треба на време да си ги провери. Второ, го алертиравме здравствениот систем да ги алертираме граѓаните кои се враќаат од такви дестинации. Има треска, температура.
веднаш кога им текне дека доаѓаат од некоја тропска земја или слична земја и да се реагира веднаш, бидејќи кај овие болести клучно е да се реагира брзо. Кога се реагира брзо, нема да има несакани последици. Во однос на западно-нилската треска имаме очигледно пациенти кои не патувале надвор од Македонија. Локално или автохтони случаи ги нарекуваме. Значи, ние со години наназад имаме западно-нилска треска во Македонија. Има еден пик во 2019 година. Заради минатогодишните случаи, и јас како директор на Фондот за здравство решив да издвоиме средства за тестирање на крвта, на даруваната крв во Институтот за трансфузионна медицина, за да спречиме пренос преку крв. Иначе од човек на човек болеста не се пренесува. Не се пренесува ниако комарецот касне заразен човек да го пренесе на друг. Домакин на вирусот се диви птици и тие се заедно со комарците единствен начин на пренос. Оно што е новина, ако можам така да кажам, дека најголем дел од случаите до сега беа поврзани со летување во Грција. И таму има во моментот најголем број на случаи во подачето на Атика. Меѓутоа, од минатата година болеста стигна до Романија и до Хрватска. Значи, не е веќе нешто што е типично за медитеранскиот брег, туку сега оди надвор од медитеранскиот брег. Минатата година, мислам, дека случаи во Јужна Македонија, сега скоро сите случаи се во Скопскиот регион, заедно со Велес. Значи, епидемиолошки властите постапија како што е соодветно. Правени се водени прскања на 200 метри околу живеалиштата на регистрираните пациенти. Драчево, каде што има 5 потврдени случаи, е направено прскање од земја, кој е поефективно отколку авионското прскање, а тоа авионско прскање во Скопје што беше минатите денови, тоа е редовно. Тоа е редовно прскање. Значи, во Институтот за јавно здравје се изврши контрола на сите општини прскањата. Надвор неколку мали општини кои се надвор од како Крушево или слични, кои не се придржувале до поднесените лаборати, да потврдам дека сите во Скопје и во околината на Скопје се придржувале кон редоследот на прскање. Таа стана е заполнета. Сега останува на нас да примениме лична заштита и да се потрудиме да нема застоена вода по дворови, по бавчи и така натаму. Министре, ви благодарам за издвоеното време. Се надевам дека поголем дел од работите ги опфативме. Се надевам на идна средба на која што ги дебатираме останатите работи кои остана недокажани. Тука сум и да ме држите за раковите. Ви благодарам многу. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието и останете на Канал 5.